интервју за работа. Не смее да се прашува жената дали е мажена, бремена или планира да има деца. И покрај тоа, многу честа практика кај нашите работодавачи е да ги дискриминираат жените врз основа на пол, род, лично својство, семејна или брачна состојба. За бремените работнички предвидена е посебна заштита со македонското трудово законодавство, како е во пракса и колку жените гласно говорат, но и бараат заштита во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Ово утро дискутираме со Весна Бендевска. Добро утро и добре ни дојдовте, господја Бендевска. Добро утро на сите. Благодарам на поканата, се разбира. Правата на жените се пишани убаво на закон и знаеме дека се заштитени по различни основи. Како е во хартија, што вели, во пракса, што вели вашето искуство? Ние тоа го препознаваме како два типа на еднаквост. Формална еднаквост, тоа се законите, прописите, но суштинската еднаквост е она што се случува реално во реалниот живот, а тоа е дека дискриминација има насекаде. Многу накратко, дискриминацијата представува повреда на правото на еднаквост, по било која дискриминаторска основа. И тука да не ги редам род, пол, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, политичко уверување и на крајот завршува и било која друга основа. Имаме закон кој не ги ограничува, не е рестриктивен во поглед на дискриминаторските односи. Точно рековте. Бременоста, мајчинството и родителството е посебно заштитена карактеристика во рамките на законот за работни односи. Но дали е тоа така, се надевам дека ќе поразговараме, бидејќи евидентно е дека токму оваа област е една од област во кој основа според која работодавачите најмногу дискриминираат. Приватниот сектор или државните институции повеќе дискриминираат по основ на бременост? Имавме многу интересна представка и сакам да ја пофалам храброста на една млада жена да поднесе представка. Се работеше за случај каде што една голема приватна компанија во петок попладне и соопшти дека нема да го продолжи договорот на определено време. Пред тоа, пред известно време, таа на колешката и соопштила дека е бремена. Убедена дека, бидејќи без образложение не го продолжија договорот, се работи за голема компанија која има потреба од продавачи, од такви работни позиции, не го доби одговорот, убедена дека тоа е само заради соопштувањето дека останала бремена, ја поднесе представката. Многу интересно е што во овој случај, како двојна заштита, кога подносител ќе каже дека се сомнева дека бременоста е причина за дискриминацијата, тогаш товарот на докажување оде кон спротивната страна, кон работодавач. Тој треба пред комисијата да докаже дека не е така, дека постоеле други објективни причини заради кои не го продолжиле договорот. Но се разбира како комисија, пред да утврдиме мислење, истражуваме, испитуваме и ги утврдуваме фактите. Работодавачот не докажа дека им се намалил обемот на работа, напротив, отвараат нови продажни места. И она што е најбитно, нон-стоп течат огласи за вработување за истата позиција. Сите други колешки на кои им бил продолжен договорот за вработување, не биле бремени, што значи мериме во иста или слична ситуација. Само по основ на бременоста не е бил продолжен низиниот работен договор. Утврдивме дискриминација, но сакам да ги кажам многу потешките последици ако не и се што настане со непродолжување на договорот. Една жена да може, бремена жена, да може да оствари право на платено породилно отсуство. Законот бара минимум 6 месеци во континуитет да била работно ангажирана. Замислите во петок попладне да ви јават, вие веќе имате 2 годишен стаж, но вие до понеделник, како вработена, мора да најдете ново работно место за пред Фондот за здравствено осигурување, да докажете дека сте го исполниле законскиот услов
и ќе може да користите платено родилно отсуство. Таа беше доведена во ризик да не најде место и да остане без платено породилно отсуство. Затоа утврдивме потежок вид на дискриминација, но жалам што голем број истражувања, што обично ги прават невладините организации, покажуваат дека огромен број жени, млади жени, кога остануваат бремени од страна на приватните работодавачи, не им се продолжува договорот за работно место. А кај државните институции има случај? Па само ќе дополнам дека во случајот кога се работи за приватни компании, тие го злоупотребуваат еден член кој, замислете, сосема како оксиморон од Законот за работни односи, гласи забрана за вршење забрана за отказ по основ на бременост, раѓање и родителство. Меѓутоа има еден став 3, вели, оваа забрана не се однесува доколку договорот за определено време истече и никому ништо. Токму тука приватните работодавачи го користат. По сознание дека жената останала бремена, не добива продолжување. Како комисија подготвуваме мислење на драфт верзијата на новиот закон за работни односи, сметајќи дека ќе мора да се креира нов пристап и нова политика. Ќе мора да се обезбеди сигурност на бремена жена која ќе му соопшти на работодавачот да мора да ја задржи се до остварување на правото до платен родилно отсуство. Целта на овие разговори секој втор четврток е да ги информираме, едуцираме граѓаните и поттикнеме гласно да говорат за себе и своите права. За да ги поттикнеме жените кои што се нашле во ваква ситуација да поднесат еви преставка до комисијата и да говорат гласно за себе и да ги бараат своите права. Имаме ли позитивна пракса, господјо Бендевска? Бидејќи и вие имате своја задача, но на крајот на денот, доколку не постапат институциите по вашата преставка, треба да се оди на суд, а кога ќе се спомене судот, граѓаните и не се толку големи оптимисти. Па сметам дека има придвижување. По поднесувањето на оваа конкретна представка за која разговарам, добивме 4-5 нови. 4-5 жени се охрабрија во од различни организации и институции да се пожелат дека се дискриминирани по истиот основ. Ме прашавте што во другите области. Да, и државните институции нашле модус да злоупотребуваат законски одредби во случај кога некоја од вработените пријави бремено. Каков? Се сеќавате дека и веројатно јавноста знае и треба да биде информирана дека се почесто се користат договори на определено време наместо да им се признае, наместо да се отвори оглас и да се заснова однос на неопределено време. Законот вели доколку истата вработена работи кај истиот работодавач 5 години, со истекот на 5-та година, по автоматизам работниот однос се трансформира во однос од неопределено време. Имаме случај, представката е во тек, станува збор за државна институција, локална, небитно, каде што по соопштувањето дека е бремена, наместо да ја биде трансформиран работниот однос, на нејзиното место доаѓа ново лице и таа го губи не само правото да заснова по закон однос на неопределено време, таа де факто останува и без можноста за платено родилно отсуство. Значи, гледате, приватните компании нашле член за да го злоупотребуваат во овој случај, а државните манипулираат. И едните и другите го прават тоа? Нашите представки го покажуваат тоа, но има нешто и многу пострашно. Најдовме случај и утврдивме дискриминација извршена од страна на меѓународна позната организација која во нашата држава работи во областа на човековите права. И тоа беше прв случај и се надевам дека ќе биде апел, бидејќи голем број организации имаме, особено во Скопје,
Па и вработените веќе стануваат експерти за работа на човекови права, така да дискриминацијата е се присутна. И сите овие случаи кои што ги споменавте вие се покренати по преставка. Причина повеќе да им кажеме и на сите жени кои што не гледаат во моментов, а не се охрабриле гласно да говорат, тоа е единствениот начин како може да ги менуваме работите. Апсолутно. Комисијата не е рестриктивно тело. Замислена е да биде корективно тело. Многу ни помага кога со еден случај, со една поднесена представка, ние утврдуваме дека истата дискриминација се однесува на многу поголема популација. Тогаш имаме законски механизми, постапуваме, бараме промена на политики, нешто придржуваме. Се разбира, промените не доаѓаат преку ноќ, но започнуваат со првиот чекор. Кога сме кај бременоста, многу се зборуваше изминатиот период и за жените земјоделки и правото тие да го остваруваат породилното отсуство, да добијат платено породилно отсуство. И сега едните ќе речат да, имаме право, другите ќе речат па не сите. Многу беше интересна представката кога ја работевме пред комисијата. Значи, постојат два типа, ова во интерес на јавност. Жените земјоделки кои се регистрирани земјоделци, нели си плаќаат придонеси согласно закон и тие обезбедуваат комплетна здравствена заштита и можност за платено боледување и платено родилно отсуство. Жените земјоделки кои не се регистрирани, пак вршат како индивидуални земјоделци дејност, плаќаат паушал секој месец за пензиско и инвалидско, но не го остваруваат правото на еднаков начин на платено родилно отсуство и секако на платено боледување. Како ќе се изедначат? Па баравме измени во законот за здравствена заштита. Мислењето го доставивме до сите релевантни фактори. Министерството за здравство ги изготви согласно нашите насоки измените, меѓутоа како што гледаме се уште не се утврдени и не се гласани во собранието. И затоа ќе зборуваме и следниот четврток. Ќе ги менуваме работите, ќе зборуваме гласно, тоа е наша задача како јавен сервис, но морам да кажам дека следната соговорничка која што за некоја минута не очекува на Skype, има добра позитивна пракса и соработка со вас, со Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, ќе ја вклучиме. Драго ми. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма, а ќе ни каже Кристина за некоја минута во каков случај тие се нашле. Ви благодарам на поканата, се надевам дека јавноста свати дека треба да се охрабриме, борбата за човекови права е заедничка. Да, ако говориме гласно. Ги потикнувам сите жени без страв да поднесуваат представка. Во нашиот закон има една заштитна, како да кажам, заштитен член. Забранета е виктимизација на трпење на штетни последици на секој што ќе се охрабри да поднесе представка за заштита од дискриминација. Ве штити закон. Затоа ви имаме тука за да ни го кажете тоа, да ги информираме граѓаните. Благодарам уште еднаш.